Почитувани гледачи, ние сме во МТД Градина, а вие ја гледате рубриката Практични алатки. Во денешната емисија ќе ве запознаваме со цревата кои се еден од главните делови кога се работи за одржувањето на градините. Цевките за полевање се незаменливи кога треба да се полеат оддалечените делови на градината, како и деловите што треба обилно да се прскаат. Повеќето од овие цевки се прават од ПВЦ материјали, а се разликуваат според начинот на завршната обработка и зајакнувањето, што влијае врз нивната долготрајност, свитливост и отпорност на врзување во јазол. Секој јазол го прекинува дотекот на вода и ја заслабува внатрешната површина на цевката. Цевките кои се зајакнати или се двослојни се отпорни на врзување јазол, но се поскапи од другите. Некои цевки се произведуваат со калем, кој се прицврстува на цит за полесно одбиткување и на кој по употребата цревото само се намотува. Некои цевки се намотани на пластичен калем кој има рачка за полесно пренесување. Тоа овозможува проток на водата низ цевката, дури и кога цевката е малку оштетена, што е предност, зашто, иако намотана, цевката е подготвена за полевање. Сите типови цевки за полевање се произведуваат во разни должини, со споеви и млазници кои се вградени или се купуваат посебно како прибор. Има и цевки кои може да се продолжат со еден или повеќе продолжуваци. Секогаш, кога на цевката за полевање е приклучен надворешен извор за вода, на слабината треба да се постави двократен или вентил што не се враќа, за да не се спречи враќањето на истата вода во куќниот водовод. Калемот со рачка или со тркала лесно се пренесува низ градината. Некои калеми овозможуваат проток на водата и кога цевката делумно е оштетена. Ние се наоѓаме во салонот на МТД Градина, каде што овој пат ќе ви ги представиме водените пиштоли кои се натакнуваат на црево и кои се многу интересни играчки за градинарите и општо за сите оние љубители на градини кои нормално често пати покрај полевањето на своите градини ги користат овие алатки и за многу други игри. Ваквите прскалки најчесто се употребуваат за нанесување пестициди, хербициди и ѓубрива, како и за полевање и фино прскање на растенијата. За вообичаените потреби, најпогодни се типовите кои работат на компресија и кои треба да се напумпаат пред употребата. Малите прскалки во облик на пиштол обично служат за фино прскање на собни растенија или за нанесување пестициди на само неколку растенија. Во земјите во кои е дозволено, се користат и додатоци со резервоари за прихранување и прскање со отрови за плевели. Прскалката на компресија се пумпа рачно, а погодна е за поголеми простори. Прскалките се составени и од повеќе приклучоци. Кај повеќето приклучоци едноставно може да се намести јачината и дострелот на прскањето. Некои приклучоци имаат и вентил со кој се прска како со пиштол. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.